Добре дојдовте во процес. Случувањата во лекарската комора, престојните избори за ново раководство се повод да разговараме со професорот доктор Алексеј Дума, поранеше председател на лекарската комора и долгогодишен директор на Институтот за судска медицина. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Вас всушност не треба посебно да ве представувам, сите добро ве знаат. Сте биле и во моментите кога се решавале битни работи во комората, но и за други неубави работи кога сме очекувале одговори на многу прашања, авионската несреќа на председателот Трајковски, разни убиства и разни собраќајни несреќи и така натаму. Сега сме тука да разговараме околу состојбата на комората. Деновиве сме сведоци на големи притисоци, на закани, бојкот на гласање на собрание на лекарската комора, притисоци од сопствениците каде што работат лекарите, значи зборувам за приватните болници. Јас верувам дека лобирање секогаш имало при изборите, но како ги коментирате случувањата сега? Така сега, со овие, јас не ги пратам настаните што се случуваат, заради тоа што сепак сакам да си го сочувам мирот и спокојството. Почувствував дека премногу почнав емотивно да реагирам на настани кои што сметам дека не заслужува државата да ги доживува. Комората е дефинирана како институција која што го брани еснавот. Го брани еснавот од надворешните напливи, го брани еснавот од внатре. Таа мора да биде заштитена од политичките влијанија. Дополнителниот елемент за тоа е заради тоа што таа е комора на докторите. Докторите по дефиниција во однос на добрата лекарска пракса не можат службено, надвор од својот приватен живот, да се диференцираат во однос на некаква политичка припадност. Ние сите припаѓаме на белата партија, на партијата на белите мантили. Нашиот основен документ, значи нашиот основен статус, правила на игра, правил на функционирање е Хипократовата заклетва. Таму не ги препознаваме луѓето по ништо, освен по нивната мака и нивните страдања, каде што мора да бидеме јаки, цврсти и да успееме колку можеме да им помогнеме. Колку е политиката сега навлезена? Тоа сега да ви кажам. Комората по својата дефиниција треба да биде, значи во контекст на ова што сега го кажам, она треба да биде конструктивна, позитивна опозиција. Власта е секогаш, секоја власт по својата дефиниција тежне кон да ги придобие. Него кон корумпирање на владењето. Они сакаат да бидат што помоќни, што полесно да ги работат работите, да немаат големи проблеми и да уживаат во владењето кој што го имаат. Комората мора да биде партнер со административната власт во однос на позитивните решавања на проблемите. Значи не е возможно без преговори да се решаваат проблемите. Основниот проблем каде што ние наидувавме, дури мојот тим, додека ја правевме комората, додека успеавме негде да ја дигнеме, беше да изнајдеме механизми со кои што власта ќе ја принудиме да мора да седне да преговара. Заради тоа што не постоеа документи, не постоеше правна регулатива или обврска каде што власта беше задолжена да седне да преговара за одредени статусни прашања на докторите. Сега, јас сум изненаден во одредени постапки кои што се случува. Членувањето во телата на комората е чест, е работа на обврска, работа на достоинство и големо чест и задоволство да го браните угледот и достоинството на фелата каде што постои. Но сведоци сме дека тие тела не функционираат ако нема хонорари. Значи, во комората доаѓаат луѓе кои што не прашува колку кошта. Ние работевме во почетокот првите 3 или 4 години, верувајте, од џеп ја финансиравме, од личните средства, од платите ја финансиравме работата на комора. Секогаш разговаравме за механизмите и начините како да ја принудиме власта да седне да преговара. И имавме сериозни преговори. Во моментот кога во таква еснавска асоциација ќе дојдете и ќе го поставите прашањето на личниот интерес, веќе не сте достојни да ја браните
фелата, не сте достојни да ја праните докторската професија. Бидејќи докторската професија подразбира нешто друго. Подразбира добар, квалитетен живот на докторите и тогаш луѓето кои што седат во комората, во Македонското лекарско друштво, во синдикатот на здравствени работници, можат да бараат да бидат изедначени со своите колеги. Вака, сега како што се поставени работите. Ние оставивме околу 600.000 евра во комората. Пари, кои што сметавме дека треба да бидат наменети за младите доктори, за едукацијата на младите доктори, луѓе кои што влегуваат во професијата, а кои што не може да најдат спонзори. Не се тие луѓе со голема функција, влијание, моќ и така, за да најдат спонзори, додат на конгрес, додат да го видат светот, да научат нешто. И на тие луѓе секогаш им помагавме финансиски. Купувавме по 100-200 акредитации на Конгресот на Македонско лекарско друштво. Добар дел од нив ги плаќавме и сместувањето. Услов беше да немаат функција и да не се постари од 35 години. Добро, кога веќе дојдовме околу финансискиот момент, јас се сеќавам кога вие почнувавте, тоа беше во една просторија во стариот институт за судска медицина. Да, сопче беше тоа, темната комора на институтот. Ете така, се сеќавам така, со една маса и 6 квадрати целата, не беше ни толку. А потоа се преселивте во простории кои што беа на лекарската комора или беше тоа? Наремо беа просториите. Тоа беше бивша самопослуга. На Народен фронт? Да, на Народен фронт, точно. И тие вистина тогаш ни помогна луѓе од Министерството за одбрана, кои што имаа чувство за демократија. Бесплатно или многу мала кирија нешто плаќавме така. Сега просториите се собственост на лекарската комора, има големи простории во центарот на Скопје. Како може лекарската комора да се стекне со такав капитал? Не знам, тоа не ми е јасно. Тоа е во ред да комората биде достоинствено сместена. Сите комори во развиениот свет, демократскиот свет, финансирање имаат одлични простори. Но, знаете, тоа мора да биде во равнотежа со моќта на докторите. Кај нас докторите немаат моќ. Кај нас докторите живеат со 250, 300, 500 евра. Тоа е недопуштено. Достоинството е срозано до минимум. Ја не слушнав комората да седи, да ги брани нивните интереси. Уосталом, еден од основните конфликти кои што долго време го имавме е дефиницијата. Не може да имаме задоволни пациенти воколку немаме задоволни доктори. Не може докторите да бидат употребени како во популистичките настапувања, како евентуални кривци и злочинци за да ја купите симпатијата на пациентите. Не може, тоа е недопуштено, заради тоа што дефиницијата за добро лекување е првен довербата, меѓусебната емотивна воспоставена врска меѓу пациентот и докторот. Страдањата на пациентот мора да бидат страдање на докторот. Пациентот мора да му верува и да го сака својот доктор за да може да му помогне. Ако не му верува, не може да му помогне. Да, се изгуби таа. Сето тоа се преврти, доби некои чудни димензии, доби охрабрување на незадоволните луѓе. Знаете, тоа покажува едно друго незнаење. Незнаење на психичката состојба на пациентите во времето, во раната фаза на пореметувањето на здравието. Пореметувањето на здравието, па макар било тоа и грип, макар било и една ситна настинка, ги започнува иницијалните фази на агонијата. Агонијата секогаш започнува со пореметувањето на здравието. Да, тие се рани фази и најчесто завршува со оздравување, не? Еднаш завршува со смрт. Но во тие рани фази, втората фаза во раниот стадиум е незадоволството на пациентот. И тоа незадоволство на пациентот треба да биде прифатено како еден од елементите за психичката обработка на пациентот. Не смее да се охрабрува, него треба да се зафати, да се прими довербата, да се совлада пациентот во неговото незадоволство, создавајќи позитивна клима и позитивно расположение кај него. Затоа и постои
една од дефинициите која што вика пациентот е секогаш во право, па и тогаш кога не е во право. Тој не ука странка, тој пати, тој е разочаран, тој се осеќа дека не е ист со другите и тој го прави многу несреќен. Од тука произлегува револтот. Тој дел, дали со знаење или со незнаење, е искористен за популистички методи, за потиснување на авторитетот и достоинството на докторите. Сега слушам во една од клиниките на медицинскиот факултет, некој од административната власт дал наредба да се испразнат собите на докторите, за да може администрацијата на таа клиника да влезе и комотно да работи. Па дозволи, не може, тоа е недопуштено. За ременда дактилографка, секретарка или, не знам, секретарката на директорот треба да има кабинет, а сите 15 или 20 доктори да седат во една соба. Па тоа е перверзија. И како може да барате сега вие од нив да бидат добри доктори? Не може да бидат добри доктори. Они се фрустрирани. Се е тоа еден ланчен систем, реформите донесоа такви работи, недовербата. Министерот си создаде пријатели кај докторите, но и докторите се сами виновни што не успеа да се изборат. Точно, се слагам со вас. Докторите го изгубија своето достоинство, ефтино се продаде добар дел од колегите. Не може да излезеш надвор од семејството. Не може комшијата повеќе да те сакат колку што те сака семејството. Семејството меѓу себе се брани. Комшијата ако почне да те брани заради тоа што бара некаков интерес. Некој бенефит бара, негде бара нешто да извлече од тебе. Мене ми е жал што сето тоа така се случи, жал ми е што почна да доаѓаат послушници на местата каде што треба да сериозно да се бориме за правата на докторите. Многу бев изненаден од одредени постапки кога група од доктори сакаа да се обидат да го подигнат своето ниво на постоење, на живење, на социјална комуникација, на приватниот живот. Сваќате, не може докторот да биде добар ако има проблем со киријата, ако има проблем со пензијата, ако има проблем со станарината, неплатената струја, платената вода, извршители, деца бараат и така натаму. Сепак, докторската фела, према дефиниција, е во горниот дел на средната класа. И горниот дел на средната класа се знае како треба да живее. Недопуштено е да докторот мора во тек на неговата работа да биде оптеретен со банални финансиски оптеретување на неговото семејство. Бевте 3 мандата на лекарската комора. Ги гледате како стојат работите, како беа. Имате ли идеја што треба да направи новото раководство доколку дојде до позитивни промени, бидејќи таму одамна не функционираат некои работи? Знаете, јас имам еден став, дека секој проблем, ако имате решение, решението е многу едноставно, ако можете да го согледате. На комплицираните елаборации на дефинирањето на проблемите и нивното решавање со многу зборови и со многу реченици зборови на коцкички ги викам зборовите кои што се позајмени од некои други, како високонаучни, од некој друг јазик. Тогаш не е јасно нас, човекот што го разложува што сака да каже. Мислам дека проблемот многу лесно се решава. Многу лесно и многу едноставно се решава. Мора да работиме на 2 паралелни проблема. Првото е да се врати достоинството на докторите и да се врати меѓусебната доверба меѓу пациентите и докторите. Таму лежи решението. Третиот дел е да се реши уставната одредба за статусот на здравството во државата. Статусот на здравството во државата е еден од столбовите на социјална стабилност. Уставот не дозволува да се протекционистички да се однесуваме према здравствениот бизнис, према правењето на профити во однос на здравието на луѓето. Така да, ја немам ништо против да има приватни институции. Да, тоа сега да прашам што мислите за приватните болници и начинот на кој што функционира. Не може да ги истераме докторите од јавното здравство. Јавното здравство мора да постои, носител на сигурноста, социјалната, па дури и безбедносниот дел е носител на таа сигурност.
Ја бев шокиран пред одредени години кога слушнав еден од министрите кога рече да сега си отидоа старите доктори, сега ќе видите што може да покажат младите доктори. Па човече, кое незнаење е тоа? Која ароганција и непознавање на материјата? Доктор не се едуцира, доктор се создава. Доктор се создава во тек на времето. Едукацијата е само да знае да се ориентира во постоечката литература и да може да ги бара современите сознанија. Не може за 15 дена што ќе го пуштите во одредена странска земја, каде што нема да му дозволат. Да не тоа е едукација. Ба каква едукација? Едукација е тогаш кога ќе дојди со лиценца, со акредитација, дека ја совладал и ја знае методата да ја работи. Тогаш кога ќе му дадат да седи и да оперира заедно со својот ментор, да седи заедно да одлучува за терапијата заедно со својот ментор. А да биде нем посматрач, па извинете, тоа не е едукација. Едукацијата не може за 15 дена да се направи. За добар доктор треба најмалце 20 години работа. Најмалце. За да се ориентира колку не знае, не колку знае. Ние не знаеме ништо од медицината. Само треба да видиме колку не знаеме, колку сме немоќни, за да не направиме поголема штета. Добро, сведоци сме и на многу магистри, многу докторанти, сведоци сме и на купување на дипломи, сведоци сме и на вработување на доктори без дипломи. Имаме и такви случаи. Да, тоа е карактеристика за овој период кој што го живееме. Јас бев многу изненаден кога, еве, например, знам колеги кои што за 3 месеци докторирале во некој од странските земји. Ние нашите колеги ги тераме да полагаат испити, додатна едукација, да плаќаат по 5000 евра за да докторираат. И одеднаш тие се враќаат со докторска диплома. Се враќаат и добиваат титула заради тоа што добиле бодови. Која е статистика? Не може професор да се бира со статистичка анализа. Не може, бодовите не се важни. Докторот и професорот нешто друго треба да носи во душата, за да може да биде и висок научник, квалификуван, да биде почитуван и ценет во својата професија и да може да каже нешто и да пренесе. На крај, за еден од настаните сега ми е свеж, кога реагиравме во Министерството за образование, дека Министерството за образование направило нострификација спротивно од одредбите на законот. Значи, дала нешто што не е опишано дека може да биде од областа на медицината, службеникот во Министерството за образование ми одговори дека за тој човек има интервенција од висок полициски функционер и застана работа. Значи, ние сметаме дека тој вистина смета дека е доктор на науки и вистина смета дека може да биде професор. И дека вистина може да се спореди со некој колега кој што 4 години душата му ја вадиме за да свати што значи, која е тежината на докторска дисертација и одговорноста која што понатаму ја носи. Да, они тоа на вистина го смета дека е така. Тоа е нивниот морал, тоа е нивното достоинство, тоа е нивната егоцентричност и критичност према самите себе. И тие се најагресивните. И тие се најлошите заради тоа што не се свесни колку се лоши. Не само тоа, во опасност се и пациентите, да, здравието на популацијата, да. Зборот лош така, во поширока смисла. Тука се наметнува прашањето и околу медицинските факултети. Се отворија многу медицински факултети. Дали ова значи дека е сето тоа на сметка на квалитетот? Знаете што? Вие можете со декрет да... Хиперпродукција на кадар. Со политички документ вие можете све да направите. Може, седни политички донеси политички документ дека од денес ова просторија станува синагога. Не? Нема проблем. Она по документите ќе биде. Ама кој ќе практицира во таа синагога? Дали нека прават, не е проблем. Јас знам дека нашиот медицински факултет требаше барем 30 години да зрее за да се создадат кадри од нивото на Таџер, Андреевски, Таткови, Хрисоко, Миронски, луѓе кои што Каракашевич во крајна линија, Угрински од патологија, луѓе кои што го создадоа имиџот на факултетот. Знаете, тие луѓе остареа, тие луѓе умреа на факултетот, создавајќи и пренесувајќи информациите.
И сега вие од еднешто декрет викате да, од утре ова медицински факултет. Човече, со што? Нашиот став беше дека е доволен еден медицински факултет на територија на Република Македонија. Дека треба сериозно да се бавиме со човековото здравје. Се донесува некои политички одлуки за кои што не стои квалитетот. И тоа е тоа се. Некако ќе се правдат, ќе се пеглаат. Некој се обидуваше преку сила да направи нова интелектуална класа, лепејќи етикети на старите интелектуални класи. Ние во еден разговор со, сега ми навираат најверојатно со годините, еден разговор со еден од колегите од надвор. Не е битно по кој повод седнавме да разговараме, висок и влијателен човек. Вика, од кога се запознавме, долго разговаравме околу некои проекти, вика, ти не можеш да бидеш член на ниедна политичка партија заради тоа што премногу ја цениш слободата на твојот ум. Никогаш не можеш да дозволиш некој да ти каже како да мислиш. И од тука тренувам повторно дека комората треба да биде опозиционо ориентирана секогаш према власта и да може да преговара за статусните проблеми на докторите. Секогаш ќе се дојде. Тоа е пазар. Секој тргнува со својата хипотеза и тие мора да се склопат. Но кога ќе се склопат, сигурно ќе биде многу подобро. Вака како што се поставени работите изгледа како да се клон или фирма керка на Министерството за здравство. Колку што слушам, некои од колегите од лекарската комора имале службени патувања во име на министерот за здравство. Оделе и представувале проекти на Министерството за здравство. Не можеме да го сватиме. Ние сме, јас сум одел како председател на комора и тимот мој со министрите, со професор Тофовски, со Филипче, да, сме оделе, но сме оделе како две страни кои што си го бранат својот став со колегите. Не можем да седнам и да кажем во принцип да министерот е супер. Не може да биде супер. Не може. Треба да ме убеди. Како да се спречи заминувањето на лекарите во странство? Мислам, тоа е процес што и тешко може да се спречи, но дел од ова кажавте. Може да се спречи. Решението е тука, кај што ви кажав. Јас сум многу задоволен од програмата во однос на здравството. Немој да ме сватите погрешно, ја не припаѓам на ниедна политичка партија. И секогаш ќе бидем опозиционо ориентиран, бидејќи тоа е слободата на мислата. Секогаш треба да најдите и да се борите за нешто подобро. Алудирате сега на зголемувањето на платите. Слични разговори имавме со еден од директорите на Фондот за здравствено, тој е жив, тоа е кажи го, Тренковски. И со него, после долги разговори, договоривме дека е возможно, дека има средства во Фондот за здравство со динамика од година дена да дојдеме до просечна плата 2000 евро во здравството и дека е возможно со динамика од година дена да дојдеме со покачување на капитацијата од година дена. Понатаму постојат јасни и прецизни критериуми за начинот на стимулирањето на квалитетот. Ова што се злоупотреби DRG-то, тоа е документ кој што е кај нас работен уште пред 90-тите години. Носител на тој проект беше професор Милчо Пановски во Министерството за здравство, кога го направи документот за сродни диагностички групи. Оттаму излезе целата приказка. И ние треба да најдеме една средина. Што е гарантиран личен доход, каде е социјалниот минимум за докторите и да не го ставиме лимитот, горниот лимит, во однос на квалитетот. Квалитетот е мерлив на работата на докторите. Многу лесно мерлив и тие критериуми постојат. Но исто така е мерлив и минималниот тајминг кој што треба докторот да го има за работа со својот пациент. Тоа се документи кои што се издадени од Светска здравствена и Светска медицинска асоциација. Колку време е потребно за првиот преглед? Во одредени различни специјалности е различен. Колку контролниот, колку вториот, дали треба контролни прегледи. Значи, не може ние да набиваме норма како за производство на штрафови. Се работи за жива материја. Понатаму, не може ние да ги лимитираме луѓето со административно работно време. Знаете, ја имав еден професор Пековиќ во Белград, на судска медицина. Беше еден од доајените светски на судска медицина. И он во одредена непријатна ситуација, кога беше тормозен за некој работи,
отворено кажа, ако не ми дозволите да се средам и да се смирам, јас ќе нема да работам. Не му се случуваше да излези од судење заради тоа што не е психички подготвен да го даде своето вештачење. Истото е и со работата на докторите. Ако ние невозможиме они да бидат мирни, спокојни, сталожени, да се концентрираат на проблемот кој што треба да го решат со својот пациент, да бидат фрустрирани дали пополнил некој формулар. Ова значи да се трне проектот Мој термин? Проектот Мој термин во суштина е добар. Е злоупотребен. Но е злоупотребен за омаловажување и потиснување на доктори. Може би замислата била добра. Да, он е добар како систем, е одличен како систем. Али има работи кои што треба да се испеглаат. За жал, некои од нашите колеги подклекна, некои од нашите колеги си ја свитка кичмата и почна заради некаков личен профит во однос на добивање на незаслужена позиција, незаслужени бенефиции, на друг начин стекнување на некаква имотна корист, да работат против својата фела. Јас знам едно, секој што се свртил против својата фела, на крај тешко заживе. Долги години бевте директор на Институтот за судска медицина, неодамна сте во пензија, остваривте многу работи и во тој дел за самиот институт. Се надевам дека ќе знаат да го искористат вашето знаење. Знаете, вака, ја комуницирам многу со колеги од надвор од Македонија. И тоа вистина не е мој проблем. Некам да некој свати дека сум нескромен. Али свесен сум за своето влијание во безбедносните сегменти во државата и надвор од државата. Јасно ми е дадено до знаење, например, дека веќе долго време меѓународната заедница не ги рецензира документите потпишани од мене и така натаму. Така да, дали некој ќе се одлучи да се обиде да ме замоли да го пренесам своето знаење и искуство, тоа е негов проблем. Тоа не е мој проблем. Ме свеќате? Јас сум на располагање, но не значи дека треба да се проституирам, не значи дека треба некого да молам, нели така? И нашиот занат, како и сите други, посебно судската медицина, не се учи од книги. Не се учи од пракса, се учи од искуство, се учи од непреспани ноќи, од јадени ќотеци, шамари и удари, од ниски удари многу често. И ако не знаете да ги предвидите, кога ќе дојдат, веќе е касно, веќе завршила приказката, дека секогаш во нашиот занат има нешто што се тркала зад брдото, нешто што не го гледате се додека не ве чукни сериозно. Тоа е одлука на административната власт на медицинскиот факултет. Мене ми е така малце непријатно кога гледам дека административни работници се повеќе си земаат за право да одлучуваат за професионални работи и не можам да сватам дека еден административен работник треба да знае или може да одлучува за квалитетот и стручноста за одредени луѓе. Пензионерите се отпишани од медицинскиот факултет, освен двајца кои што се симпатизери на владечката партија и сме прогласени за умрени. Заедно со добиената решение за пензионирање, сме прогласени за стручно мртви. Како професори, како стручњаци, како експерти и така натаму. Мене лично тоа ми одговара бидејќи сум слободен. Имам време. За вас, за семејството. Наспан сум, уживам со внуците, уживам во семејството. Сега внуците ми се во период кога, знаете како, најголемите се заљубени. Они се веќе, најголемиот е правник, вториот е втора година на право, другиот е завршува осмолетка, четвртиот сега почнува осмолетка. И сето тоа е едно страшно шаренило, една огромна убавина. Ги доживуваме љубовите, заљубеноста, доживуваме, не знам, спортот со точаците, паркот, учењето на азбуките. И сето тоа е невидена убавина. Таа е работа што јас ја испуштив со моите деца, седејќи и градејќи го институтот. Кога сме веќе тука, не можам да не ве прашам, ваше како ќе одговорите, останаа да висат многу неодговорени прашања во воздухот. Остана да виси смртта на Никола Младенов, Коста Крпач, Смилковско езеро.
очекувате ли да се покренат нови истраги кога веќе сега почнаа да се менуваат работите? Знаете, во принцип... Затоа што ако ве прашам за секој поединечно, знам дека нема да ми истото ќе ви одговорите. одговорам. Во принцип, не сум спремен да разговарам за конкретни предмети. Од многу проста и едноставна причина. Тие предмети треба да се решаваат на професионално ниво. Тоа се многу тешки, чкатливи, со многу стапици зад нив, со многу недоречености, многу невидени затворени или отворени прашања, многу несогледани аспекти и потреба за понатамошни анализи. И тоа треба да е предмет на сериозна професионална работа. Професионалната работа значи конфликт на стручни мислења. Значи долги анализи со луѓе од различни профили, криминолози, криминалисти, форензичари, балистичари, сообраќајни вештаци, зависи каде и колку ќе влеземе, од предпоставка да се авторитативни во своето знаење. Да знаат да зборуваат со аргументи, да знаат да се повлечат тогаш кога ќе сватат дека погрешно или нецелосно го протолкувале аргументот. Сметам дека постојат простори секогаш за продлабочување на одредени анализи и отварање на прашања кои што може би во овој период не успеавме да ги отвориме или да ги видиме. Секогаш стои зад ќошот уште нешто. Мојата пракса, така ги учев и колегите, дека треба да се обидат да дзирнат и зад ќошето, тоа што во моментот не е осветлено од рефлекторите на настанот. Има некое темно ќоше секогаш. Дали тоа заслужува да биде отворено? Јас сметам дека заслужува. Одредени сегашни професионалци одговараат, па тоа е многу скапо. Сум имал контакти со луѓе кои што се должни да водат сериозни истраги за нечија несреќа или, не дај Боже, нејасно завршување. Па вика, нема потреба ние да трошиме толку многу пари. Не е негово да разговара за тоа се прашања на кои што многу важни, суштински, на кои што се очекуваат одговори. Страшни. И затоа дефиницијата во светот на судско-медицинската дејност е јасно дефинирана од Комисијата за форензика на Европскиот совет на Европа. Сепак од Министерскиот совет на Европа. Сепак Европа е водечка снага во форензиката. Европа е. Другите континенти тежнеат скромно и пополека кон европската школа. Мене ми се случи со еден од тие овластени луѓе да ми се јави на телефон, вика, слушај, не ми праќај мене извештајот, не ми треба мене извештајот, на едно ливче само напиши ми е причината за смртта. Тогаш мене не беше јасно дали разговарам со Амал или со обвинител. Заради тоа што ако обвинител вистина, тој треба да знае што значи да дојдеш до таа дијагноза. Што све треба да потрошиш, колку време, колку пари, колку живци, колку знаење, колку книги, за да дојдеш до таа една реченица. Бидејќи таа содржи многу други прикасни за тоа. Значи дека и таму треба да се коригираме и во обвинителство и во... Сега вика еден, па ја не го праќате секционизација, јас не можам да ви го платам, не ќе да ви го платам. Кој му го дал него правото? Да го ја лиши правдата од обезбедување на еден крунски доказ, па макар и дека нема елементи за кривично дело. Знаете, тоа е многу поважно. Да кажете, не, овде нема елементи за кривично дело. Многу е потешко. Добро, деновиве, еве, не можам и ова да ве прашам, еве, ако сакате и технички, јавноста е вознемирена со околу смртта на докторката на нефрологија, која што и лично ја знаеме. Можно ли е технички да биде самоубиство ако некој си пресече врат, си забие нож во врат? Така ќе ви кажам, и двајцата ми беа многу драги. Многу драги пријатели. Останав шокиран дека може такво нешто да им се случи. Не. Ги рачунав како пример од среќен брак и среќен живот. Теоретски анализирајќи. Може да се случи, сме имале случаи, но овој мој одговор може. Е многу плиток.
заради тоа што не сум бил во ситуација да седам да анализирам, веќе бе во пензија и немам достап до тие информации веќе на институтот, за да можам да ги анализирам. Они си ги анализираат така како што сметаат дека треба, ја немам ништо против. Најверојатно луѓето знаат и добре работат, немам информации. За да седиме да зборуваме дали може или не може, има многу ситни други детали кои што треба да се изанализираат од криминалистички аспект, од судско-медицински и медицинско-криминалистички, за да можеме да добиеме една целосна слика во однос на тоа што се случувало, која е динамиката на настанот. На тоа сето мора да се направи психолошка аутопсија. Психолошката аутопсија пред се на жртвата. Мора да се најди мотивот, мора да се најди диспозицијата, мора да се најди кумулацијата на мотивите. Мора да видиме што е тоа што донело до такво пореметување на стабилноста на духот, до таква голема депресивна состојба, тоа се екстремни депресивни состојби, каде што веќе може да потегнеме по собствениот живот. А таа е па пропорционално со диспозицијата, со намалиот нагон за живот. И тоа е сериозен и многу тежок проблем за анализа, за да можеме да донесеме правилна судско-медицинска, медицинско-форензична, криминалистичка одлука, која што ќе заврши на крај со една правна дефиниција, односно со една правно класифицирање на податоците. Така да не е доволно ако некој видите дека виси на јамка, дека се работи за самоубиство. Тоа не е ни оддалеку елемент за кој што може да зборуваме. Самоубиството треба да се разликува од доброволната смрт, од несреќниот случај, од деловната неспособност. Заради тоа што за таа дефиниција постојат, за таа реченица, уствари правна класификација, постојат многу сериозни прашања. Заради тоа не можем да ви кажем, возможно. Сме имале случаи каде што имало сечена рана во предел на вратот, како самоубиствено дејство, не е успеал да ги повреди виталните органи, крвните садови околу дишната цевка, ја пресекол само дишната цевка, после тоа запалил цигара и преку трахеостомата испушил цигара, дури не умрело од искрварување на помалите крвни садови што се околу трахеата. Верувам дека сте имале многу притисоци во вашата долгогодишна кариера, таква би беше работната позиција. Сега, од кога сте во пензија, од кога почнаа да се менуваат работите, имате ли да кажете нешто за јавноста, што не сте можеле до сега да го кажете? Тоа што имав да го кажам, секогаш го кажував на овластените институции. Никогаш не сум имал задршка. Многу ми е мило што успеав да изградам имидж за мене, дека сум многу непријатен, дека сум некомпромисен, дека тешко се разговара со мене, дури од одредени, јас извинувам на зборот, ама така го слушнав од одредени места, дека сум бил тумрук. И мене тоа многу ми одговараше. Заради тоа што никој не се осмели да побара, да изврши притисок, да потпишам нешто за што сметав дека немам докази. Сето, дали било правилно или не знам. Најверојатно некојаш рецензии ќе се направат, ќе се отворат нови прашања и така натаму. Но никогаш не сум потпишал за нешто што сметам дека е окей. Толку колку што знам, толку колку што можев, толку колку што можев да анализирам и да донесам одредени заклучоци. Никогаш не сум постапувал врз основа на нечие политичко влијание. И можда тоа е една од причините што не можам да бидам член на политичка партија. Најверојатно овој разговор сега со вас ќе добие политичка конотација. Ќе се обидат да ме офарбаат со, не знам, плава или црвена боја или... Мојата боја јавно и отворено кажувам е белата боја. Неутралната боја. Бојата на човековото достоинство. Така и треба да биде и за сите лекари. Ви благодарам. Апсолутно. Благодарам на вниманието. Голема чест ми направите. И вие на нас.